Во ова издание на серијалот интервјуа имаме неколку прашања за вас, што ги емитуваме на Рацин МК. Упаднавме, ако можам така да кажам, за време на подготовката на изложбата на господинот Владко Милошевски, кој е денеска тука со нас. Го прекинавме малце во подготовката на изложбата, за да му ги поставиме овие неколку прашања што ги имаме за него. Човек кој има извонредна пасија, веќе 20 години, е посветен на тоа да ги прибира, да ги регистрира, да ги пронаоѓа делата на сликарите кои твореле во период од 1850 до 1950 година, значи некои 100 години на преминот на 19-тиот во 20-тиот век, и освен што ги регистрира и што ги пронаоѓа, тој е и колекционер. Тогаш кога може, купува од тие дела, и во својата колекција имате околу 200 до сега, или нешто повеќе. 200 слики, стари книги, стари албуми со фотографии од тие сликари кога дошле во Македонија, документи за нивниот престој, странски книги кај што македонските дела се документирани, така да е една огромна колекција. Дел од таа колекција сега е поставена, се поставува. Да. Граѓаните на Македонија, љубителите на уметноста, ги има можност да ги видат на отворањето на изложбата, која ние го емитуваме сега ова интервју, но таа ќе се случи на 4 април, петок, во музејот на град Скопје, и еве ги покануваме сите оние што после ова интервју ќе предизвика внимание ова изложба кај нив, и вашата приказна да дојдат тука и да ја посетат изложбата. Но еве, ајде да почнеме веќе конкретно со прашањата. Ова не е прво представување на вашата колекција во Македонија, но се работи сега за представување на поголем дел од вашата колекција во еден музеј со сите стандарди како што е музејот на град Скопје. Да. Какво е вашето чувство сега? Што ќе им прикажете на... Посебно сум возбуден затоа што токму во музејот на град Скопје се случува оваа изложба со која што сум некако емотивно врзан. Пред да почнам да ги собирам сликите од странските сликари, ја имав една друга пасија, собирање на артефакти поврзани со земјотресот од 63 година. Така да ги купував од странство, па им ги донирав нив, па ми дадоа нека благодарница, се спријателивме со луѓе, па тоа беше негде првата декада на 2000-те години. Оттаму врската со музејот на град Скопје како символ на земјотресот од 1963. А и самиот објект е, да речеме, дизајниран од странски уметник, странски архитект, српски, меѓутоа сега во денесна конотација е странец. Така да прекрасен е објектот, прекрасен, одлично осветлување, навистина мислам, така да кажам, диши објектот има. Така да овде како има околу над 100 слики и околу 30-40 разни албуми со скици, од вестници, некои си репродукции. Така да ќе биде доста интересно. Се отвара во петок, ќе трае до Великден, така да има повеќе од 2 недели време да се види изложбата. Јас ќе бидам на отварањето, меѓутоа сите тие приказни, кој е сликарот, која е сликата, што барал во Македонија, зашто дошол во Македонија, меѓутоа и после тоа, да речеме, што се случило со тој сликар. Е напишано, ќе биде покрај самите слики, така да луѓето ќе можат и така не само да уживаат во сликите, но да уживаат и во приказната. Да, тоа навистина секоја од овие дела, секоја од овие слики си има своја приказна, и интересно рековте дека ќе бидете тука на отворањето на изложбата, потоа заминувате во Холандија, каде што веќе повеќе години. Веќе сум таму 25 години живеете. Добро. Ајде да раскажеме, да им кажеме на граѓаните, на оние што ти предизвикаме вниманието, што можат да прочитаат, што им раскажуваат овие слики и дела за тој период. Па еве на пример, Дице, германскиот сликар овде, кај што бил како војник дојден во германска армија во Прва светска војна во Скопје, бил експресионист по израз, да речеме малци како Ван Гог врти. Импресиониран е од светлото на Македонија, од боеве, и почнува тој колоритен стил да го практикува и во Германија, заедно со Пол Кле, заедно со Кандински,
Кога 33 година доаѓа Хитлер на власт, го забранува експресионизмот, како секоја абстрактна уметност е забранета, така да човекот е прогонет од тие власти, му е забрането да слика. Живел во Дрезден. Во февруари 45 година британците и американците го срамнуваат Дрезден со земја, комплетно. Значи, над 120.000 германци загинуваат, во која една од тие бомби го погодува и неговото ателје. И сите дела му се изгорени. Многу ретко се наоѓаат сликите од Дице, преживеаните слики, уште поретко па македонските слики. Некој од нив, за среќа, ги продал пред војната, така да завршиле и во Берлин, така да ги барам една по една и ги носам тука во колекцијава заедно. Има такви приказки за многу различни сликари. Да. Ајде, ме интересира зошто се определивте токму за овој период? 1850 и 1950? Значи, ја по професија сум електроинженер. Ова ми е пасија. Ако го видите тој период 1850-1950, како да во човечката цивилизација нешто да се прекршило. Значи, сите работи што се случиле во кои што живееме денеска се случиле во тој период 1850-1950. Како инженер да зборам за момент, све што имаме денеска е измислено во тој период. Телевизија, радио, безисна комуникација, автомобил, авион, све е тука, микрочиповите на крајот на 50-тите години. Ако го видиме, да речеме од уметничка гледна точка, сите стилови повторно тука се развиваат. Почнува да речеме од ориентализмот од средина на 19 век, па оди на кај импресионизмот, па импресионизмот преминува во експресионизам, па почнува кубизмот, па на крај завршува со модерната. Значи сите тие апстрактниот експресионизмот веќе на крајот на тие 50 години почнува во Америка. И поп-артот веќе во 40 и 50 години. Значи една експлозија на креативност што се случила во 100 години. Ако гледате пак од историја на Македонија, тоа е клучниот момент за нашата државност, што би рекла. Значи, почетокот со просветителите, браќата Миладиновци, па почнуваат нашите револуционери, па после тоа почнуваат балканските војни, па светските војни, првата, втора светска војна и завршува со ослободувањето и државноста на Македонија. Тоа е периодот практично кога се создаваат корените, основата на современата македонска ликовна уметност, на книжевноста, на утврдување на јазикот, едноставно на државноста. Но она што сакам полетаму да ве прашам, останувате во рамките на овој период или ќе го ширите вашиот интерес? Има толку многу за истражување во тој период, така да можам цел живот да го посветам само за тој период. Периодот после 50-та година во македонското сликарство е веќе солидно обработено. Значи веќе се појавуваат професионални историчари на уметност, веќе почнува таа, да речеме, југословенска фаза, каде што се документира. Исто така пак, од друга страна пак, после 50-та година па и нема многу, да речеме, странци дојдено, затоа што поради таа блоковска поделба, па се малку стагнира таа работа. Меѓутоа, во 1850-1950 веќе имаме премногу уметници дојдени. Да одиме понатаму, она што во потрагата на овие дела. Веројатно е денеска многу полесно заради комуникацијата, интернет и така натаму. Социјалните мрежи, светот едноставно е поврзан. Како беше на почетокот? Дали имавте овој тип или веќе вие кога почнавте со оваа пасија да се занимавате, веќе ја имавте оваа алатка за да ги пронајдете информациите каде може да... На почеток беше тешко, затоа што немаше толку трагачи. Интернетот беше во рудиментирана форма. Се појави eBay негде на почеток на 2000-те години и од таму почна навечер после работа, дека мали деца ви беа мали и спија. На eBay гледав нешто да не има интересно. И тогаш прв пат ги најдов оние три сликчиња од Никола Петковиќ, српски сликар кој што дошол како учител во Охрид 13-та година. Денеска србите го викаат српски Ван Гог. Па потоа излезе од Георг Ханеле на акварели и после почнав да ги документирам и да навистина да барам во тој правец. Тоа ли беше тригерот што ве поттикна да трагате по тие дела настанати во овој период? Од друга страна пак странскиве сликари во Македонија и во Југославија малце беа
да речеме занемарени. Таа југословенска доктрина, не сме ни исток ни запад, сам ние сме доволни сами на себе, некако ги засени тие работи, не ги ни проучи доволно. Така да кога почнаа да излегуваат имиња на странци кои што дошле кај нас, ја бев шокиран просто, колку многу. После со текот на децениите стана полесно. Се појавија, да речеме, агрегатори, се појавија професионални ликовни страници, каде што се, например, можете да ставите термини Македонија, Скопје, Ушкуп, Шкуп, и проверуваат илјадници аукции низ цел свет и ви ги даваат секој утро на таа аукција во таа држава се појави тоа и тоа дело. Така да веќе е лесно да се прати таа работа. Како што растеше колекцијата, веќе почнав да станувам и стапувам во контакт со потомците на тие сликари, со внуците, внуките, правнуките. Така да сега веќе почнаа они мене да ме контактираат. Значи тоа доби и некои други димензии. Едноставно почнавте да се интересирате за биографиите на тие луѓе. Зошто дошле во Македонија? Што правеле? Тука спомнавте дека германскиот сликар бил војник. Некои други поводи. Има поише причини зошто дошле кај нас. Ако го видите оној период 1850-1900 година, во светов се јавува тој правец на ориентализмот. Негдека во средина на 19 век се откриваат пирамидите во Египет, се откопува Акрополис во Грција и на западов станува многу популарно да си мистичен, ориентален, непознат. И баш таа ориентална отоманска култура ги привлекувала. Има доста такви авантуристи, патеписци, цртачи кои што поминувале низ Македонија. На почеток на 1900 година започнува револуционерното движење во Македонија, грабањето на Мистон, да речеме крајот на 1901 година, почетокот на 1902 година, потоа гемиџиите. Македонија станала главна вест во вестниците. Поготово Мистон, тоа била во историјата на новинарството прв hostage crisis, го викаат тие, криза со заложници. Заложничка криза. Во тоа време немало апарати, имало апарати, меѓутоа биле многу гломазни и наместо фотограф праќале цртач. И тој цртач ја црта сцената, пишува извештај до неговата редакција заедно со цртежите, па тие цртежи се репродуцираат и објавуваат. Така да има доста. Има ли во вашата колекција? Да, има. Да. Ќе ја снимиме потоа, ќе ја прикажам. Околу Илинденското востание, пред востанието, после востанието на запад, поготово кај либералните медиуми, владее без зошто запад ништо не прави за да се спречи тоа злосторство се случува, пошто оделена масовна ликвидација на било кој поврзан со востанието, така да има доста и сатирични илустрации кои што го критикуваат хипокризијава на западот, зашто ништо никој не превзема за Македонија, а им се дала државност на други земји. После тоа започнува Балканските војни и Првата светска војна. Во единиците, во самите единици, значи бугарски, српски, грчки, британски, австријски, турски, постои, да речеме, воен род што се вика воен сликар. И тој воен сликар имал за цел да црта својата армија, да ги црта тие нови предели и да ги праќа тие дела кон нивните бази, за да локалното население се воодушевува на новоосвоените територии, да се воодушевува на храброста на нивните војски. Значи тоа е сепак го држи моралот и на војската и на неговата држава високо. Има огромен број на војни сликари, многу има дојдено. Тоа се практично сликарски записи од тој период, наменети за овие работи кои кажувате вие, за средините од каде што доаѓале тие сликари, но денеска представуваат сериозен извор на информации за тоа поглед еден на пейзажи, на градови, на луѓе, на обичаи што во Македонија. И може и да се види, да речеме, импактот на влијанието на Македонија врз светските трендови во сликарството. Значи, после Прва светска војна во Франција се развива еден стил кој што се вика арт деко. И тој трае од 20-та година па дури и после Втора светска војна и се карактеризира со правилни или геометриски линии, со малци ориентализам во него.
Не е само во сликарството, туку и во архитектурата. Например, облакоделот Крајслер во Нью Йорк, статуата на Исус во Рио де Жанеиро, тоа е све арт деко стил. Татковците на тој арт деко стил биле војници во француската војска во Егејска Македонија. Ја имам некои цртежи каде што ќе ги видите од нашиве селани или од нашиве народни носии, ги студираат тие правилни геометриски црти кои што потоа пак ги репродуцираат кога се вратиле дома во базите во Франција, од тие правилни геометриски структури прават дизајни. Што значи дека Македонија практично низ овие дела Да. била инспирација за арт деко или за Да. некои други правци. Да. Многу интересно, да. Ова, например, дека Густав Вундервалд, тој кога дошол во Берлин назад после Првата светска војна, тој колорит од Македонија почнува да црта со жолти бои, го викаат берлинскиот Ван Гог или пак берлинскиот Морис Утрило. И цел еден правец во германската ликовна уметност се вика нов објективизам, каде што црта, да речеме, навидум обични сцени, меѓутоа со некој магичен реализам, со некоја магија во нив. И тоа денеска е прилично и популарно и денеска во Германија, баш од тој период, од тој стил се бараат слики. Така да интересно е да се види тоа баш како Македонија била некоја муза, уметничка инспирација која што оставила траг на европската ликовна уметност. Спомнавте негде на почетокот на разговорот дека светлината во земјата каде што доаѓале, во краевите, каде што доаѓале овие сликари, била предизвикувачка тоа. Да, значи ако сонцето. Да. Ако ги споредувате сликите од војните сликари на Западниот фронт и на Македонскиот фронт. Така. Оние слики од Западниот фронт од Белгија се црни, мрачни, темни. Македонските слики од Македонскиот фронт весели, бои, шаренило на луѓе, шаренило на етнички групи. Скроз друга импресија им оставила. Така. Целата оваа колекција, целата оваа ваша пасија, освен на овие слики, на овие дела, ја имате пренесено и во лексиконот, кој што ги обединува не само делата што вие ги поседувате, туку и сите оние, ако можам да кажам сите оние, до кои сте стигнале со некакви информации за нив, ги имате ставено во лексиконот. Да, мислам, јас ова го собирав чисто како моја работа, во некои Word фајлови, во некои Excel бази. И кога не удри ковидот во март 20 година, веќе имаше оној целосен локдаун, кај што никој не можеше да оди на улица. И решив да го објавам целиот тој материјал на интернет. Со една велешка фирма ми направија веб страна, се вика artlexicon.mk, каде што ги ставивме сите тие податоци што ги имав за сите странски сликари. Некои дела се тука, меѓутоа огромен број на дела се во Војниот музеј во Лондон, во Лувр во Париз, во Виена, во голем број академија, ама ги документирав. И со нивните архиви стапив во контакт и ми дадоа дозвола за реобјавување. Кога се појави лексиконот, точно ја би рекол, баш во ова време се појави, негде околу почетокот на април 20 година, пред 5 години, реакцијата беше огромна. Таа веб страница е напишана на македонски и на англиски јазик и почна да пристигнуваат реакции и од наши луѓе, меѓутоа и од соседите, и бугари, и грци, и од Албанија, и од Србија, меѓутоа и од Франција, потомци, од Австралија, од секаде. Имаше над 30.000 посети неделно таа страница. Сакате да кажете дека тоа ви поттекна понатаму да ви отвори практично извори за други. И таа страница ја виде коавторот Зоран, професионален новинар, од сакам да кажам веб порталот. И би рече, слушај, ова гревата само да оди виртуелно, ова мора да се објави како книга. Така. Јас во Холандија, гастарбајтер, немав појма како оди таа работа. Рече, јас ке ти помогнам, јас ке ти ги средувам текстоите. Така. И тргнавме и работевме прилично напорно. Тогаш почнав и преку Facebook малце да пишувам овие приказки за странските сликари, почнаа луѓе да ги читаат и да ги сакаат. Се јавија доброволци за лекторирање од Институтот за македонски јазик, се јави доброволката Зоја за англиски јазик. Графичкото студио Кома исто рече ќе ти направам грати све. Така да на ентузијазам тргна цела работа и се објави лексиконот
во 22 година, детска. Да. Беше поддржан од Министерството за култура. Како и оваа изложба. Исто и оваа изложба, да. Направен е прилично луксузно, на луксузна хартија, на македонски, на англиски јазик, така да може да речеме и да даеме на странец некој да ја види. Имавме првата промоција беше организирана од Ману во куќата Уранија во Охрид во август 22 година. И логично беше после тоа да дојде Скопје како дестинација за изложба, меѓутоа стално нешто излегуваше професионално, приватно. Имавме неколку мали изложби, една беше во Тетово, промоцијата на лексиконот со околу 50 на дела беше, имавме една во Куманово пред 2 години, во Домот за култура беше така. И ланската година архитектите на Македонија, Комората на архитектите рече ајде барем да направиме промоција за лексиконот, така да и таму Комората на архитекти излезе во пресред. Меѓутоа фалеше ова, да речеме, навистина, една професионална голема изложба. Да. И еве се случува. Еве се случува изложбата, а лексиконот е тука пред нас, на интернет, веб страницата, на Facebook, секогаш може да се полнат, да се дополнуваат, но ова претпоставам дека ќе треба да доживее второ издание. Дополнете. Па чекај прво да го продавам првото. Да, треба. Многу луѓе ми рекле, дури и професионалци, доктор Кирил Пенушлиски, професор по историја на уметност на Ликовна академија во Скопје, рече да, немој да застануваш, продолжете заедно, мислам ние сме коавтори со Горан. Дефинитивно, значи од кога го издадовме изданието, откривме најмалку 30 нови автори. Добивме еден куп нови информации каде се нивните дела, така да ова веќе дело е 3 кила тешко. На 3 кила тешко, на крај ќе дојде 10 кила тешко, а може и во 2 тома, од каде знае. Така е, да. Добро, јас ви благодарам многу на разговорот. Еве, останува уште еднаш да ги повикаме сите што сакаат да ја видат ова изложба, странски сликари во Македонија во периодот 1850-1950 од колекцијата од вашата колекција. Ви благодарам уште еднаш за разговор. Фала.